Културните добра се еден од основните елементи на цивилизацијата и културата на народот и ја добиваат својата права вредност само ако во најголема мера се познати нивното потекло, историја и средина. Секоја држава има задача да го заштитува своето наследство што го сочинуваат културните добра од кражби, тајни ископувања и недозволен извоз. Денеска се одржа состанок за превенција од нелегална трговија со културни добра во соработка со Канцеларијата на УНЕСКО во Венеција, на која беше промовиран 15-минутен документарен филм, преведен на неколку јазици, вклучувајќи го и македонскиот. Тој ќе биде дистрибуиран во медиумите за пораката да стигне до широката публика и да го мобилизира јавното мислење. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска во говорот што во нејзино отсуство го прочита секретарот на Националната комисија на УНЕСКО Лидија Топузовска, истакнува дека Македонија има безброј артефакти со цената вредност, но оти се цел на недозволено ископување, трговија и изнесување во странство. Според министерката многу е значајна тесната соработка на надлежните институции, како полицијата, царината, обвинителствата и сензибилирање на јавноста за овој проблем. Директорот на Управата за заштита на културно наследство, Паско Кузман, истакна дека институцијата со која раководи презема се позасилени чекори за сузбивање на недозволената трговија, спречувајќи го одливот на непроценливо вредното културно наследство. Сме исправени пред исклучително тешка задача, како што се прочем и нашите колеги од сродните институции во Европа и во светот, затоа што за жал трговијата со артефакти и културни добра е добро исплатлив бизнис на криминалните кругови, па и на другите кругови, кои што не сакам да ги наречам со вистинското име. Но исто така сме свесни дека сами не сме во можност да изостанеме на пат на оваа појава и дека за поголем успех ни е секако неопходна засилена соработка, координација и комуникација на меѓународно ниво и на национално ниво со сите релевантни чинители, особено на ниво на билатерално ниво со нашите соседи и со другите. Кристоф Базил, шеф на оделот за реституција во Федералното министерство за образование, уметност и култура на Австрија, истакна дека се работи за меѓународен проблем кој не познава граници, а двигатели на таа појава се бескрупулозни собирачи колекционери на културни добра, па затоа потребен ни одговор против оваа појава на меѓународно ниво. Треба да се зајакне меѓународната соработка, да се продлабочи и зголеми размената на информации меѓу нашите институции и да се зголеми свеста во нашите општества за значењето на културното наследство. Антони Краус, шеф на единицата за култура во Канцеларијата на УНЕСКО во Венеција, рече дека прашањето е високо на агендата на приоритети на генералниот директор на УНЕСКО Ирина Бокова. Нашето внимание треба да биде насочено кон имање одговорен однос за зачувување на културното наследство и етички однос кон него. Тоа се по линијата на нашата соработка. Документарецот што го промовиравме денеска е само една алатка за зголемување на свеста и се обидува да презентира факти, да прикаже најдобри практики и да ги нагласи проблемите специфични за овој регион. Во видеото промовирано денеска се повикува на предпазливост кон предмети со неидентификувано потекло и се укажува дека еден предмет изнесен надвор од својата автентична средина ја губи својата културна вредност. Конвенцијата за мерки за забрана и спречување на недозволен увоз, извоз и пренос на сопственост на културни добра, донесена во 1970 година, Македонија ја ратификуваше во 1997 година.